73 години слободно Неготино. Празнувањата по повод денот на општината почна вчера со неколку спортски активности, со изложба на крајот од денот, а денеска истите продолжија исто така со неколку активности пред оној официјален церемонијал на свечена седница на Советот на општина Неготино. Прво во канцеларијата на градоначалникот Тони Делков беше организиран прием за свечените делегации. Градоначалникот им врачи пригодни подароци на збратимената општина Попово од соседна Бугарија, а потоа сите делегации се спуштија пред бистите на паднатите борци од Народно-ослободителната војна, каде што положија свежо цеќе. Свежо цеќе положи делегацијата на локалната самоуправа на општина Неготино на чело со градоначалникот Тони Делков, потоа Советот на општина Неготино на чело со председавачот Диме Витанов. Свежо цеќе положија представници на Сдруженијето на борците, представници на Сдруженијето на пензионерите, делегација од Министерството за внатрешни работи на Република Македонија, полициска станица Неготино, представници од армијата на Република Македонија и на крај од политичко-општествените структури во градот, поточно свежо цеќе положи делегацијата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Од тука сите делегации заминаа во посета на музеот на олдтаймери на господинот Дионис Пашлаков, а пред почетокот на свечената седница во холот на Домот на културата Ацо Ѓорчев се организираше изложба на тема есен. Фотоклубот Ацо Ѓорчев веќе неколку години работи во склопот на Центарот за култура. Досега има направено 4, а ова е 5-та изложба на фотографии и со ова може да кажеме дека прославуваме еден успешно заокружен број на одржани изложби со што Центарот може да се пофали и да биде горд на тоа. Темата на изложбата која денес ке може да ја погледнете е есен. Време кога цела природа околу нас пожолтува, скоро сите растенија ги отфрлаат своите лисја и прават една убава и пријатна атмосфера, може би малку носталгична, но сепак убава за гледање. Нашите членови се потрудија да ја доловат оваа убавина и преку своите објективи и нивниот уметнички поглед да не ги пренесат, за да и ние уживаме во истото.